Вевчани е општина во областа на градот Струк, во југозападниот дел на Македонија и единствена општина во Македонија со само едно населено место. Во Вевчани речиси се е во знакот на водата. Вевчани се споменува како селска населба уште од крајот на 9 век, кога била развиена и економски силна. Вевчани изобилува со градски шмек и шарм. Вевчани е познато по својата автентична архитектура. Со векови наназад, вевчанските мајстори биле надалеку познати по нивните градетелски вештини, зидање, делкање на камен, фасадирање и слично. Но во последно време не е запазена вевчанската автентичност и изградени се објекти со модерна архитектура во различен стил и Вевчани полека почнува да се модернизира. Затоа денес решивме да излеземе и да ги прашаме жителите на Вевчани што мислат за модернизацијата на Вевчани. Вевчани е доста модернизирано, меѓутоа секако дека има простор се уште да се модернизира. Би требало, ама ја мисля дека е модернизирано. Зошто? За да имаме поевтино да купиме. За да останат младите во населбата. За поубаво туристичко место, за поголем број на туристи, а пред се за пријатен живот на сите нас вевчанци. Вевчани добро се развива, значи со оглед на тоа што има добра клима, значи се работи на инфраструктура од секогаш и секогаш се работело, секогаш нешто фали. Што би сакале ново да се изгради? Многу нешта, многу. Има амбуланта, има пошта, има за културен дом. Сега се гради ево се ова, како се вика, музејот. Има се што е потребно, што му треба уште нешто, не му треба. Искрено Вевчани како општина ги има сите потребни објекти, инфраструктурни решенија, меѓутоа новитети, јас би сакал да се дозавршат сите овие работи кои што во моментов се почнати. Игралишта за децата, спортски игралишта, младински културен центар, значи поголема забава за младите. Повеќе активности за младите, за повозрастните, за пензионерите. Но во Вевчани да се изгради еден старачки дом. Па не е ништо лошо и нешто ново и различито, ама сепак главен акцент треба да се стави на вевчанската архитектура. Вевчани по тоа и познато. Не ги признавам тие каде што не е запазена вевчанската автентичност. Многу е важно да се запази вевчанската автентичност. Пред малку кога спомнавме модернизација, меѓутоа умесна со вклучени важни, значајни елементи кога е во прашање автентичноста на Вевчани и да не се изгуби овај лик кој што го има нашата населба. Селски да е, некако овие градски бе. Сега трговските центри, ако е по големина, треба да е модерен, не може да се запази значи старата архитектура и не би требало да нека се града нови. И ние сме блиску до градовите, немаме никаков проблем, трговскиот центар изискува голем простор, голема зграда, може би во близината на Вевчани, но кога станува збор за трговски центри во центарот или слично, не. Од населението добивме различни одговори, па затоа решивме да го запрашаме градоначалникот на општина Вевчани за едните планови и проекти. Во моментов имаме доста проекти што се во подобрување на инфраструктурата на општина Вевчани. Се гради мултифункционалниот центар во центарот на Вевчани. Се гради паркот пред општинската зграда, каде досега беше една, да речем, лоша слика даваше во центарот на Вевчани. Сега со градбата на новиот парк тоа ќе биде еден одличен простор каде ќе се релаксираат и младите и постарите вевчанци. Во иднина се планира развој на туризмот, збогатување на капацитетите на легла во Вевчани, како би се подобрила сликата за Вевчани како топ туристичка дестинација и да можат што поголем број на туристи да се примат во Вевчани. Добро е да се автентичен вевчански стил да се градбите, нарочито во јадрото што е центарот на Вевчани, што е во доменот на општина Вевчани, ќе помогне во тој дел да автентични да се направат фасадите што се во јадрото на Вевчани и стариот дел. Имаме доста заштитени објекти
Тоа се под Заводот за заштита на споменици од Охрид, кои мора да се во тој стил изградени, бидејќи се под заштита на државата.